Секојдневно се зборува за нуспојавите од примањето на вакцините, особено од производителот AstraZeneca, откако на повеќе места во светот беа пријавени случаи на развивање тромбоза кај пациентите по примената вакцина. Лекарите смируваат, велат имунизацијата е единствениот начин за да се спречи ширењето на вирусот. Освен тоа, малку може да се каже со сигурност за нус-ефектите за толку краток период, вели доктор Светлана Трифуновска, специјалист по семејна медицина. Несаканите ефекти, не можете сега да зборувате за некакви несакани ефекти. Ако зборуваме од научна гледна точка, верувајте, најмалку година дена треба да помине за да ги сумираме резултатите, да бидеме сигурни дали некој пациент тој несакан ефект е директно поврзан со примањето на таа вакцина. Така да, она што се знае, со сигурност се кажува. Ова AstraZeneca се препорачува кај повозрасни лица, самите знаете, читате секаде, значи тоа е препорака. Препорака, несакани ефекти до сега не можеме да ви кажеме. Најдобро би било, значи има одредени група на пациенти на кои не препорачуваме да се вакцинираат со ова AstraZeneca, пошто сега е во Македонија многу актуелна, но би апелирала не самите да шпекулираат пациентите, едноставно штом си добијат закажен термин или пројават интерес, информативно да разговарат со својот лекар. Сите доктори се информирани за сите видови вакцини, за сите искуства во светот што се собрани. Имаме наши платформи кај што ги следиме сите најнови докази, така да нема место за паника. Не чувствувам дека некој се откажа заради некакви такви причини. Убаво е да се чита, убаво да се знае. Ми се чини дека некогаш се претерува во насока на пласирање на некакви информации. Значи, јасно и гласно да имунизацијата не ни бега. Доктор Трифуновска вели дека и повеќе од јасни се начините за борба со пандемијата. Мора да одиме на две мерки. Едната страна ви е внимавање, носење маска, дистанца, перење на раце, другата страна што побрза имунизација. Тоа е јасно на целиот свет и нема што тука да се дискутира. Од денеска во земјава започна масовната вакцинација, а во оваа фаза ќе бидат имунизирани и граѓаните кои работат ризични професии, како вработените во МВР, арама, новинарите, пожарникарите, вработените на патарина, возачи на автобуси, воспитувачки во градинки.